Официјално стартуваше реализацијата на проектот мрежување на мултимедијални центри во прекограничниот регион, финансиран преку ИПА програмата. Овој проект го има добиено Центарот за развој на Источниот плански регион заедно со општина Гоце Делчев од соседна Бугарија, каде треба да бидат изградени мултимедијални центри. Општина Штип за изградба на ваков центар ја избра локацијата на поранешното летно кино, кое во овој момент е руинирано и представува грда слика за градот. Целиот проект е во вредност од 448.840 евра, а локалната самоуправа од Штип ќе учествува со сопствени средства во износ од 150.000 евра. И тоа е всушност еден проект за мрежување на мултимедијалните центри, значи од двете граници. Целиот проект е некаде околу 450.000 евра, од кои од европските фондови имаме 300.000 евра, 150.000 евра за Штип, 150.000 евра за Општина. Општината учествува 50% од проектот со сопствени средства 150.000 евра. Се надеваме дека ова е наредната година ќе го завршиме овој проект успешно. Инаку, ова не е прв проект на кој заеднички работат двете општини. Тоа значи дека со овој проект се остваруваат многу можности за понатамошна соработка и реализација на проекти со кои ќе се подобрат условите за живот на граѓаните на овие општини. Този съвместен проект е началото за други проекти между општина Гоце Делчев. Овој заеднички проект е почеток на други проекти помеѓу двете општини. Задоволен сум од добрата соработка досега и се надевам дека така и ќе продолжиме. Се надевам дека за наредниот период ќе има обезбедено повеќе финансиски средства за да решиме и други проблеми на нашите граѓани. Програма Българија Македонија за да решиме и други проблеми на нашите граѓани. Мултимедијалниот центар ќе се гради на површина од 650 метри квадратни и во склоп на него ќе се формира така наречен кластер за креативна индустрија, во кој треба да се вклучи и бизнис секторот. Сега со овој мултимедијален центар не само што ќе, јас не би рекла ќе се реконструира, бидејќи целосно треба да се изгради нов објект на старото место на летното кино наше, вие знаете во каква состојба сега се наоѓа. Меѓутоа, со самиот проект треба да формираме, односно да регистрираме кластер на креативна индустрија. За креативната индустрија многу малку некои од нас знаат, меѓутоа тоа ќе ги опфати сите оние фирми кои што се бават фактички со иновативна дејност. Овде влегува архитектурата, издаваштвото, филмската уметност, драмската уметност, поетската, сликарството и така натаму. Проектот за мултимедијалниот центар започна да се спроведува од 18 декември 2013 година и ќе трае до 17 декември 2015. До сега Центарот за развој на Источниот плански регион со проекти добиени од прекогранична соработка со голема помош од страна на општина Гоце Делчев. Од Бугарија има реконструирано 3 основни училишта и набавено опрема за деца со посебни потреби за основното училиште Ванчо Прке од Штип.